Господин Фити, ви благодарам многу за можноста да го направиме ова интервју со вас. Ќе започнеме со еден настан кој неодамна го организираше Центарот за стратегиски истражувања Ксенте Богоев, кој го раководите вие во Македонската Академија на науките. Беше организирана тркалезна маса на тема геополитичкиот пејзаж и проширувањето на Европската Унија. Исклучително важна тема од двата аспекти, и од аспектот на геополитиката и од аспектот на проширувањето на Европската Унија, за да видиме, а веројатно тоа беше и целта на тркалезната маса, за да видиме каде се наоѓа Македонија во тој двоен концепт. И ве молам на почетокот да ни кажете дали, и да прашаме ве конкретно, дали со оваа тркалезна маса сакавте малце да ги разјасните работите и да биде појасно на македонската јавност со што се соочува Македонија кога е во прашање проширувањето, нашите аспирации за членство во Европската Унија и со геополитичките предизвици во светот. Да, нашата цел најпрви беше да дадеме научна експликација на сите овие крупни, би рекол, да не речем радикални промени во доменот на геополитиката, и поради тоа на соетувањето, односно на тркалезната маса, беа поканети академици и професори од универзитетот, токму заради тој научен аспект на елаборација на материјата. Меѓутоа исто така направивме една добра, би рекол, комбинација со емпиријата, бидејќи поканивме и членови на дипломатскиот клуб Скопје. Значи тоа се поранешни дипломати кои што се уште ја следат оваа проблематика, имаат искуство, и тоа е една добра комбинација меѓу науката и емпиријата. Инаку, покрај нашиот центар и дипломатскиот клуб од Скопје, дел од организаторите беше и регионалниот институт за развојни студии, што го раководи професор доктор Никола Поповски, така да двете компоненти, научната и емпириската, беа едноставно обезбедени. Ние сакавме да дадеме порака за се она што се случува, да дадеме наше видување за она што се случува, бидејќи јас лично поаѓам од поставката дека Македонија е мала земја, со мала економска, со мала политичка моќ, та не е фактор во геополитиката. Меѓутоа, ние мораме да ги следиме тие работи, бидејќи тие работи носат силни импликации врз македонската економија, исто така и врз агендата за интеграција и проширување на Европската Унија, и да се прилагодуваме благовремено толку колку што е можно на новонастанатата ситуација. Бидејќи тие несомнено геополитиката, иако рековте и се согласуваме, Македонија е мала земја, не може да влијае на посериозно во тие геополитички ситуации, но на неа влијаат овие ситуации. На неа влијаат овие ситуации. Видите, една од причините зошто ова го организиравме беше моето размислување дека геополитиката како термин во модерниот дискурс обично представува еден вид на субституција за меѓународните односи, а меѓународните односи се пак или јадрото на меѓународните односи го чинат и политички и економски фактори. Тие доминираат во меѓународните односи. И втората работа или мотив беше затоа што според мое мислење за неполни 4 години се случија страшни промени во доменот на геополитиката. Се случија геополитички настани од особена природа, кои што комплетно го менуваат окружувањето во кој што живееме и работиме, окружувањето во кој што функционираат економите и главно со негативни импликации. Ќе спомнам само неколку од тие геополитички настани. Една работа се заборава, мислам дека е многу битна. 2021 година во почетокот започна енергетската криза. Односно започна енормен пораст на цената на природниот газ и се разви на другите енергенси, бидејќи сите енергенси се комплементарно поврзани меѓу себе. Растот на цените беше навистина многу брз и во една таква ситуација, тоа што беше чудно, Русија реши да ги намали испораките на природен газ кон Европа. А Европа во тоа време 44% од потребите за природен газ ги задоволуваше од Русија. Нешто што нема никаква економска логика, бидејќи ако расте цената, вие треба да испорачувате повеќе, да продавате повеќе, меѓутоа очевидно беше дека тука геополитиката замешала
прсти фактички целта на Русија што беше да ја принуди да ја натера Европската Унија да се комплетира документацијата за Северен тек 2, кој што беше готов, изграден, меѓутоа знаете што после тоа се случи. Едновремено Соединетите Американски држави, односно администрацијата на Бајден ја притискаше Европската Унија да изврши преориентација во набавките со природен газ, да се ослободи од таа голема зависност од Русија, и тоа горе-долу се случи, меѓутоа тоа направи тензии, особено меѓу земјите членки на Европската Унија, кои што се многу зависни од газ, Германија на прво место, па Италија и Холандија и така натаму, и тоа направи тензии на релација САД Европска Унија. Тоа е едната работа. Втората работа се случи после тоа, знаете вие, израелско-палестинската војна. Так. Па уследи најновата иранско-ирачката војна или судир, дали е војна, и она што е посебно значаен момент, што има силно геополитичко, така да речем, влијание, тоа е она што се случи со најавата на Трамп дека сака енормно да ги зголеми царините, и тоа не само спрема Кина, која што на еден и друг начин е најзначаен партнер, туку и спрема Европската Унија, која што инаку е традиционално извозно подрачје на Америка, тоа се и традиционални партии, традиционални пријатели, исто така во однос на Англија, која што не е повеќе членка на Европската Унија, меѓутоа традиционално е многу поврзана со Америка и така натаму. Фактички со тие најави, знаете вие како наеднаш реагираа берзите, како реагираше претседателот на ФЕД, односно на Централната банка на Америка, кој што предупреди дека може да се случи рецесија и така натаму. Фактички со тие предлози на Трамп се случи една страшна работа. Светот во поглед на протекционизмот, заштитата со царини и нецарински бариери при увоз и извоз на производи, се врати пред 1995 година, пред формирањето на Светската трговска организација. А од 95-та до денес толку многу се либерализираше таа трговија со страшни ефекти врз сите земји, позитивни ефекти, бидејќи надворешната трговија е еден од условите на економскиот раст и развој. И сега тука пак има едно многу суштинско геополитичко прашање. Некој од моите колеги ми го поставува прашањето: добро, зошто Трамп вака постапува? Па знаете, односот меѓу економски најсилните земји во светот се менува. Економската моќ, релативната економска моќ се менува. САД остануваат најразвиената економија во светот. Мерено според бруто домашен производ по тековни цени, она што ние го викаме номинален бруто домашен производ. И пер капите исто така. Меѓутоа, ако го гледате бруто домашниот производ по паритетна куповна моќ, што можете со тие пари со кои што располагате де факто да купите, тоа ќе видите дека Кина избива на прво место со преку 30 трилиони бруто домашен производ мерен со паритетна куповна моќ, а САД паѓа на второ место со 25 трилиони. Така. Индија истисна Јапонија. Така да станува збор за едно ново прераспоредување на моќта, на економската моќ, и тоа има силни импликации. Не случајно Трамп е свесен дека Кина оди многу брзо напред и не случајно, согласно со неговото мото да ја направиме повторно силна Америка, тој пред се удри на Кина, но тоа се покажа дека нема да оди така лесно. Бидејќи ги губи во определен смисла позициите Америка. Да ја разгледаме сега ситуацијата на Европската Унија, на Европа, на Европската Унија како економска, политичка заедница и така натаму, во тоа одмерување или позиционирање на силите во оваа нова геополитичко видите, тоа е многу интересно прашање, многу комплексно прашање. Точно Европската Унија е најсилната економска интеграција во светот. Пазар од близу 500 милиони луѓе, со неверојатна куповна апсорбциона моќ, со значајни позиции во вкупниот извоз и извоз во меѓународната трговија, со значајни позиции во развојот на нови технологии и така натаму. Меѓутоа, и незината економска моќ во определена смисла намалува, и таа е соочена со сериозни проблеми. Да речеме, при ориентацијата моје мислење со набавка на природен газ од Америка ги кошташе многу на економски план. Гледате, Германија е втора, трета година во стагнација, односно во рецесија. А тоа е моторот на
економијата на Европската унија во целина. Тоа се стагнантни стапки на економски раст и од тој аспект тоа има силно влијание исто така и врз незините надворешно трговски партнери, а да не забораваме дека најголем надворешно трговски партнер на Македонија е точно Германија. И воопшто Македонија, ако ја гледате, Европската унија е наше релевантно, како што велиме во економијата, извозно подрачје. Преку 80% од нашиот увоз и извоз се одвива со Европската унија. Значи доаѓа и до определено слабење на економската моќ заради тоа што се случи на еден и друг начин со Германија, заради излегувањето на Велика Британија од Европската унија, заради проблемите што ги имаа своевремено Грција, Италија, Португалија, Шпанија, кои што сега се опоравија, така да тоа се големи превривања, а и внатре во Европската унија се јавуваат проблеми од политичка природа. Тешко се постигнува консензус за некој работ, особено за агендата на проширување. Тука сакав да е добро што го спомнавте тој термин проширувањето на ЕУ и според моје мислење, ако можам вие ќе кажете дали е тоа така и ќе се обидам да ве провоцирам да го образложите тоа, постојат две мислења или два концепта за тоа како Европската унија во оваа ситуација да оди понатаму. Едната е да остане во овие рамки и да се обиде консолидацијата да ја направи во овие рамки во смисла на постоечките земји членки. Додека пак другата вели, не, напротив, треба да одиме понатам во проширување, да го зајакнуваме овој капацитет со вклучување на новите земји членки. Точна е таа констатација што ја давате вие, Зора, апсолутно е точна. Има две струи, да речеме, поделени се погледите, сваќањата, мислењата, меѓутоа има проблеми со агендата и особено кога го гледаме процесот на интегрирање на Република Северна Македонија, има два типа на прашања, јас би рекол. Едните се да се искористи моментумот на ова тешка геополитичка ситуација и руско-украинската војна, нели? Брзо да влезат земјите на Западен Балкан, кои што се со статус кандидатки за влез во Европската унија. Тој моментум лично мислам дека треба да се искористи, меѓутоа сега ние имаме еден проблем со Бугарија, ќе кажам после нешто повеќе за тоа, а другиот проблем се комплицираат она што вие го викате внатре односите во Европската унија, особено се комплицираат покрај овие различни погледи и сваќања на земјите членки и со фактот што сега агендата на проширување има еден таргет со тек на време или што е можно побрзо да се примати Украина, која што е огромна земја, и да се прими и Молдавија. И тоа може страшно да ги комплицира односите во врска со примање на други нови членки, а исто така тоа значи и некако нарушување на основните принципи и критериуми за прием во Европската унија, бидејќи Украина не ги исполнува условите, мастришките критериуми и така натаму, меѓутоа сега тој моментум е геополитика, ние да ја примиме бидејќи Русија води агресивна политика и така натаму, така да тоа мислам дека ќе и комплицира нашите работи. Од аспект на геостратешките позиции на земјата и напорите да се најдеме во таа ситуација во поглед на проширувањето на Европската унија, некако се дозволи во тие прашања да се вметне прашањето и на билатералните односи на земјите од Западен Балкан, особено кога е во прашање Македонија, нашето прашање, нашите односи и релации со Бугарија. Па ќе ве молиме една ваша елаборација во однос на овој аспект. Често пати размислувам и луѓето ме прашуваат добро, што станува со Македонија сега? Има, да речеме, едно мислење дека полека ние како да сакаме да се оддалечиме од нашето настојување да се интегрираме во Европска унија, како да целиме повеќе кон Соединетите американски држави и така натаму, и тоа беше една тема што беше и тогаш дискутирана. Има ли основи во тоа? Има ли таква опасност? И дали е опасност, всушност? Не, јас мислам дека во оваа ситуација станува збор за една лажна дихотомија. Бидејќи, пазете, Америка е наш стратегиски партнер, апсолутно. Со години наназад не поддржува
И она што е посебно битно, сад воопшто немаат проблем ние да одиме и да се приближиме кон Европската унија, дури не помагаат и форсираат и кажуваат дека вашето место е таму, што ништо не смета за понатаму проширување на односите со САД. Меѓутоа, од чисто економски план, нашиот извоз во Соединетите Американски држави е минимален, како што кажав, Европската унија е нашето релевантно подрачје, 80%. Така да ние не можеме да се развиваме надвор од Европската унија. И нашиот пат е пред се таму, а тоа воопшто не смета и понатаму да се одржуваат добри односи. Меѓутоа сега тука е проблемот со Бугарија од една страна, па и со Европската унија, бидејќи навистина влегоа билатерални прашања во агендата и во критериумите, она што е надвор од принципите на Европската унија. И сега, видите, јас ја познавам добро ситуацијата во Бугарија, затоа што во последните 5-6 години Македонската академија на науките и уметностите имаше силна соработка со Бугарската академија на науките и уметностите и ги знам ставовите и на академиците и на професорите по институтите во рамките на БА околу ова прашање. И има една релативно една група помлада генерација на луѓе кои што сметат дека оваа политика на Бугарија е погрешна, дека таа е политика од времето на Живков, меѓутоа тие се уште во малцинство, додека овие постарите, да речам, научни работници се многу потврди со мали исклучоци во поглед на тоа прашање. Моје лично мислење е дека уште децении нема да се реши проблемот и Бугарија нема тука да попушти. Меѓутоа ние мораме моментумот да го искористиме. За мене што е битно? Битно е да речеме Бугарија да се принуди да даде определени гаранции дека нема да поставува пречки од билатерална природа. Тоа е битно. Не можеме ние да бараме гаранција дека нема да не блокира. Може по сите тие подрачја да те блокира, бидејќи таа е полноправна членка на Европската унија и има таа политичка моќ што ние ја немаме. Меѓутоа, кога се во прашање билатерални прашања, да се обврза дека нема тоа да го прават, а Европската унија исто така да даде некои гаранции дека тие нема повеќе да бидат во игра во ова ситуација. Пазете, кај нас, иако ние велиме добро е уште луѓето се свртени и мисла дека приоритет е Европската унија, тој е евроскептицизам полека, но сигурно расте. Ние платиме висока цена за евроатлантските интеграции. Го сменивме името за влез во НАТО, еве сега гледате наметнуваат тие други барања, други обврски така натаму. Меѓутоа, ако ги добиеме тие гаранции, и ако Европската унија застане цврсто на тоа дека не може да се блокира земја во преговорите врз база на нерешени билатерални прашања, спорови и така натаму, треба едноставно да тргнеме со промена на уставот и да ги отвориме преговорите. Мислам дека тоа прашање нема да се реши до октомври месец, до изборите. После тоа најверојатно ќе има, да речеме, малку намалување на тензијата и дека владата, барем декларативно тие велат дека ние остануваме дека главен приоритет е Европската унија, дека работите ќе тргнат тука. Да. Но во последните изјави на бугарскиот премиер, па и на министерот за надворешни работи, они рекоа дека нема повеќе да поставуваат, дека не треба да се очекува дека ќе има нови условувања. Сега, од наша страна, па ние и понатаму сме скептични. Да, ние уште сме скептични, затоа викам треба тензите тука да се намалат. Не знам што ќе се случи понатаму, да речеме тензите можат да се зголемат дури, ако Европскиот парламент го ја усвои таа декларација каде што не стои современ македонски јазик, тоа ќе предизвика проблеми, хистерија меѓу бугарските интелектуалци, меѓутоа тоа е добро за нас да се случи, бидејќи во тој случај се покажува дека Европската унија де факто го признава јазикот, идентитетот и така натаму, а тензите полека ќе спласнат. Мислам дека и од кај нас ќе спласнат тензите после локалните избори. Знаете, секоја што е врзано со политика, со политички размислувања, политички поени и така натаму, но стратегиски интерес на Македонија е и приоритет Европската унија. Ние не можеме да се приклониме кон друга интеграција, БРИКС, да речеме. Да, но пред би сакал и за тоа да ве прашам, иако го гледам, го читам вашиот став дека нема потреба да се приклонуваме кон некакви нови стратегиски сојузи, но само уште малку на Европската унија до сега неколку пати е
гарантираше и го, например, Фронтекс е потпишан договорот на македонски јазик. Во председателката на Европската комисија фон дер Лајен во македонскиот парламент рече дека тие немаат никаков проблем со македонскиот јазик и со македонскиот идентитет. Дали мислите дека сега прашањето е на формата, на дали треба, што треба да каже, да донесе Европската декларација или некаков Не, документ? видите, ние како што ќе ги отвораме преговорите, како војна ќе станеме членка, македонскиот јазик ќе влезе во официјална употреба во Европската унија. И мислам дека во основа, дури и со тој француски предлог, во основа е заштитен македонскиот јазик. Нели, имаат издвоено мислење. Бугарите најверојатно и сега со парламентот ќе извојат тие мислења, ако видат дека не можат да успеат да го тргнат тоа современ македонски јазик. Видите, мислам дека грото членки на Европската унија не ни прават проблем околу идентитетот и македонскиот јазик, бидејќи за нив е тоа нејасно прашање. Не нејасно, него како да викам, прашање кое што нема основа. Прашањето, идентитетските прашања се прашања на чувство на луѓето. На слободи, човекови права и така натаму. И тука нема што ние многу да бараме од Европската унија, меѓутоа исто така не можеме да чекаме дека за брзо време со бугарите ќе го решиме тој проблем. Тие обструкции ќе останат и понатаму, но ние да ги отвориме преговорите, да ја засилиме соработката на економски и политички план со Бугарија, со Грција и така натаму, и работите да тргнат напред. Додека да го решиме тоа прашање, се надевам дека ќе биде многу брзо, а не престануваат влијанијата од Русија, од Кина, другите странски влијанија. Постои ли тука некаква реална опасност да во секој случај тие делуваат, влијаат врз свеста, врз мислењето на луѓето, врз јавното мислење, но може ли да има некој посериозно отстапување од... Во право се, знаете, Западен Балканот секогаш било невралгично подрачје. Нели, темпирана бомба, како што често пати се вели буре барут и така натаму, историски гледано дури. Денес има тука испреплетување на влијание на две големи сили, Кина и Русија, а до некаде и на Турција, да кажеме, која што е регионална сила. Меѓутоа, кога станува збор за Русија, не гледам јас некој посебна опасност, бидејќи Русија не може на економски план многу да делува. Поголема опасност по мене доаѓа од Кина, која што покажува вонредно агресивна политика во смисла на зголемување на странските директни инвестиции, пенетрација во многу значајни региони, во Африка да кажи, исто така во Југоисточна Азија. Тие влегува и во Грција, како знаете, што знаете, влегува и во Србија со инвестиции. Тука треба да бидеме малку попредпазливи, бидејќи тие сакат да освојуваат територии преку економски мерки, односно преку странски директни инвестиции, а странските директни инвестиции, знаете, на странските инвеститори носат големи привилегии, бидејќи по дефиниција странските директни инвестиции представуваат мајоритет на странецот во управувањето со фирмите. Тука мислам дека треба да видиме малку попредпазливи, а не гледам некоја посебна опасност околу тие прашања, барем не за сега. Да го завршиме интервјуто со едно прашање кое се однесува на нашите, на домашната задачите што ние треба да ги исполниме дома. Во едно друго, малку поранешно сличен настан како што беше овој тркалезната маса во Ману, вие укажавте на одредени слабости внатре во земјата, пред се во однос на институциите, капацитетите на институциите, во образованието и така натаму, поставеноста на стандардите, економските прашања, исто така усогласувањето со Европската унија. Што е тоа што дали се тоа насоките кон кои треба ние дома да си завршиме работа? Ние имаме сериозни проблеми внатре. Еве да претпоставим дека ќе се реши прашањето и така натаму, ќе се отвора преговорите, ние ќе имаме проблеми и можни блокади ако внатре не ги разрешуваме прашањата. Едно од најтешките и најболни прашања се така наречените фундаменти, а тоа е владење на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал. Во оваа сфера ние имаме многу слаби резултати. Не само што се слаби резултатите, ами со тек на време тие дури и се влошуваат.
владењето на правото е исклучително значајно и Европската унија на тоа ќе обрни посебно внимание, а ние самите мораме тука посебно да се ангажираме, бидејќи обичните луѓе, па понекогаш дури луѓе од струката не може да сватат колку е значајно владењето на правото, не само за демократијата, човечките права и така, ами за економијата. Воредно силно влијание има врз економијата, од него зависат собственичките права, да речеме, квалитетот на институциите, транспарентноста на институциите и така натаму. Така да тука мораме продор да направиме. Корупцијата станува пандемска болест. Стално декларативно зборуваме за тоа дека треба да се бориме, дури ќе слушните од политиката, ние сме за нулта корупција, нема нулта корупција, тоа е флоскула, меѓутоа има методи, начини, алатки, тоа го знаат правниците како на кој начин таа да се намали. Еве ние имаме 40 забелешки во поглед на судскиот совет, кои што треба да се имплементираат и кои што можат значајно да ја подобра ситуација. Сега новиот закон во кој што верувам дека се имплементирани тие е горе-долу колку што имаме информации, готов. Значи, тој домен е исклучително значаен. Значајни се и други домени. Видите, квалитетот на институциите, кредибилитетот на институциите е во голема мера врзан со, така да речем, со владење на правото, но тој зависи исто така и од други фактори. Да речеме, зависи од образованието. Така е. Ние имаме проблеми со образованието години на нас. Гледате, особено во високото образование, каде што паѓа рейтингот на нашите универзитети, за жал, и на она листа од 2000 веќе не е повеќе најстариот универзитет Светите Кирил и Методи. Тука треба многу да се влие. Зошто го споменувам образование? Па институциите го чинат луѓето. Така е. Млади, образовани луѓе можат да придонесат за поголема ефикасност на институциите. И тоа на сите типови на институции. И економските, и политичките. А во економските се најбитни овие регулаторни институции. Да речеме антимонополска контрола, заштита на конкуренцијата, регулација владина на другите сектори, домени и така натаму. И имаме исто така некои домени во кои што ние отстапуваме, да кажеме, од стандардите на развиени пазарни економии. Да речеме, еден од тие домени се субвенциите. Премногу субвенции имаме и во економијата. И тие субвенции ќе останат и понатаму. Тие ги има и во Европската унија. Меѓутоа, тие субвенции треба со тек на време да се преобликуваат и да добијат во економска логика. Земете ги субвенциите во земјоделството. Кај нас имаат само политичка логика. Да, во земјоделството, видете ги. Да. Ние имаме субвенционирање во земјоделството врз база на посеани површини, во основа. И пазете, тоа е недозволиво. Треба да се гледа аутпутот, треба да се гледа производството. Но така е. Земјоделците се гласачко тело. Така. И ние на влада не сака радикално да го промени тој систем. Да не бидам погрешно сватен. Нас субвенции во земјоделството ни треба. Земјоделството е наш значаен приоритет, имаме компаративни предности и влегува долгорочно во тие приоритети. Меѓутоа субвенциите треба да ја следат логиката во Европската унија, да добијат и некоја посилна економска логика, а не вака само да се даваат пари без посебни ефекти. И се разбира, имаме ние и други подрашја тука, да речеме, иновациите, иновативната политика сме многу слаби. А тоа предизвикува слабости во продуктивност. Продуктивноста по вработене во некои случаи на час, односно продуктивноста годишниот продукт на еден вработен во Македонија во некои случаи е 5 пати пониска од она на високо развиените земји, но 2-3 пати пониска од просекот на Европската унија. Исто е со конкурентската способност. Значи имаме слаба иновативна активност. Имаме маргинални стапки на издвојување во истражување и развој. 0,2-0,3%, нешто што е недозволиво и без што не можем. Бизнес секторот во тие издвојувања пак скоро и да не учествува. Знаете, а тука е моќта на економијата, да се подобри економијата, се зголеми конкурентноста, да се зголеми продуктивноста на македонската економија, бидејќи утре, како што ќе се доближуваме кон Европската унија и кој ќе станеме членки, еден од критериумите за да ве примате, да имате моќ да се справите со конкурентскиот притисок внатре во Европската унија, тоа е со критериумите во Мастрихт. Со ваква економија
ние не можеме да се справиме. Според тоа имаме многу домашни задачи и тука треба да се работи многу. Да. Ви благодарам многу за разговорот.